Петочно издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Започна втората фаза од изградбата на делницата меѓу селата Борилчево и Аргулица на регионалниот патен правец, што ќе ги поврзува општините Чешиново, Облешево и Карбинци. Сообраќајницата е веќе пробиена. За асфалтирањето и целосното комплетирање беа издвоени над 260.000 евра. Деновиве започна втората фаза од изградбата на регионалниот патен правец меѓу селата Борилчево и Аргулица. Во моментот се одвиваат подготвителни активности на терен, односно по завршувањето на тампонирањето, преостанува асфалтирање, со што ќе се комплетира делницата од овој патен правец. Градежните работи започнаа пред околу 4,5 месеци и тогаш од јавното претпријатие за државни патишта рекоа дека до крајот на годината треба да заврши дел од патот, што во иднина ќе представува целосно нова сообраќајна врска меѓу општините Виница, Чешиново, Облешево, Карбинци и Штип. Оваа година ќе завршиме вкупно 1,4 км, 1,8 км од делот помеѓу Аргулица до Борилчево. Наредната година се предвидени 11,5 милиони денари, а 2018 и 2019 ќе го завршиме делот помеѓу Теранци и Кукичино. Така да комплетно ќе биде споен делот помеѓу општините Карбинци и Зрновци, се до Виница, односно Штип Виница, и сметаме дека со ова во многу ќе придонесеме за развој на овој регион. Делницата од Борилчево до Аргулица е во должина од 3,5 км и ќе овозможи поврзување на општината Чешиново, Облешево со Карбинци. Изградбата на патот е од значење за жителите кои гравитираат кон двете општини и во меѓусебната сообраќајна комуникација ќе скратуваат по 25 км за поврзување со општина Штип. Инвеститор во изградбата на патот, што ќе представува нова регионална сообраќајна врска од Виница до Штип, е јавното претпријатие за државни патишта на Македонија. Тоа ги обезбеди потребните средства за изградба на целиот патен правец, чија вкупна должина изнесува над 19 км, а комплетирањето треба да биде готово до 2019 година. Локалната самоуправа на Кочани организираше првата од 5 сесии на буџетскиот форум со граѓаните, на кои се разгледуваат предлозите за ставки што би влегле за буџетот на општината за 2017 година. Финансиската подршка за процесот ја обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка, а форумот треба да заврши до крајот на декември. Општина Кочани го започна спроведувањето на буџетскиот форум во рамки на програмата Форуми во заедницата, со што на граѓаните им се овозможува директно да учествуваат во процесот на донесување одлуки за ставките што би влегле во финансискиот план на локалната самоуправа за идната година. Првата сесија од форумот веќе се одржа, а до крајот на процесот се најавуваат уште 4 работни сесии, плюс една завршна како заокружување на целата постапка. На почетокот од форумот беше речено дека тоа е процес во кој граѓаните треба да имаат подобар и понепосреден увид во приходите на општината, да расправаат по предлозите за буџетските програми за следната година, за да се креира буџет што ќе одговара на нивните потреби. Целта на програмата е да развие транспарентни практики на одлучување кај локалните самоуправи, а кај граѓаните пак да развие чувство на поголема одговорност за трошењето на општинските средства. И на шестата, тоест последователна сесија, форумот е повратно информиран за избраните одлуки и приоритети на петата форумска сесија, каква е состојбата со истите, односно каква е реализацијата на истите од страна на општината. Интересот на граѓаните за првата сесија на форумот беше голем, при што преку работни групи за одделни прашања што се од заеднички интерес се истакнуваа предлози за можните приоритети што би требало да се решаваат со буџетските средства во наредната година. Целиот форумски процес треба да заврши до средината на декември, со оглед што во тој период Советот на општината ќе треба да ја започне постапката за донесување на буџетот за 2017 година. Со тоа ќе се овозможи спроведувањето на форумските одлуки да започне со реализацијата на самиот буџет, односно од 1 јануари идната година. Демократскиот капацитет на една општина се огледа најмногу од фактот од незината волја и желба да спроведе буџетски форум. Буџетскиот форум ја прави транспарентна и отчетна пред своите граѓани. Со самото тоа што општината пројавила желба да спроведе буџетски форум е еден вид и гарант дека сака да ги слушне мислењата и предлозите на граѓаните и да ги вклучи во буџетот за наредната година.
Според планот за целата форумска постапка, предвидено е во февруари идната година да се направи уште една сесија, на која ќе има пресек на реализираното од страна на општината, на она што било прифатено да влезе во буџетот како предлог од форумот. Инаку, спроведувањето на форумскиот буџетски процес во Кочани и уште во 9 други општини во Македонија го финансира Швајцарската агенција за развој и соработка. Прво место во Републиката за најдобра училишна веб страница од категоријата основни училишта доби Основното училиште Малина Попиванова од Кучани. Наградата им беше доделена во Скопје. Им ја врачи министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Тимовите на ученици од Основното училиште Малина Попиванова од Кучани и Средното Здравко Цветковски од Скопје, заедно со менторите по предметот информатика, ги изработија најдобрите веб страници за нивното училиште од пристигнатите 19 апликации и беа прогласени за победници на надпреварот. Наградата им беше доделена во Скопје и им ја врачи министерот за образование и наука Спиро Ристовски. На објавениот јавен повик за аплицирање во Министерството за образование и наука за најдобра училишна веб страна, предметниот наставник по информатика во Основното училиште Малина Попиванова Сања Тодорова, заедно со ученичката тогаш во 9-то оделение, Моника Тодорова, изработија училишна веб страна, каде што бевме информирани дека сме влезени во трите најдобри училишни веб страни. На вчерашната презентација, убедливо, без никаква дискусија, формираната комисија од страна на Министерството за образование и наука, Министерството за информатичко општество, Факултетот за информатички науки и Бирото за развој на образование, а училишната веб страна на Основното училиште Малина Попиванова за категорија основни училишта е изберена како најдобра во Република Македонија. Професорите велат дека учениците покажуваат особен интерес да осознаат и стекнат нови знаења и напредуваат во областа на информатиката. Приликата да се детектираат талентираните за програмирањето и веб дизајнот е да им се помогне во насочувањето во понатамошното образование. Примерот, велат од Министерството за образование, треба да го следат и другите ученици, бидејќи се работи за сфера која што е дефицитарна со кадар и која обезбедува брз, личен и професионален напредок. Ценам дека овој натпревар за најдобра училишна веб страна е одлична прилика да се детектираат првенствено талентираните ученици од областа на програмирање и веб дизајнот, да им се помогне во насочување при понатамошното образование. Победничките училишта за освоените први места беа наградени со по една интерактивна табла. Новиот повик за учеството на надпреварот е објавен на страната на Министерството, а ќе трае до 31 мај 2017 година. 345 правачиња од Кучани свечено беа примени во детската организација. Ја дадоа својата заклетва, а повозрастните ученици за нив подготвија приредба. Децата се најголемото богатство, гордост и иднина. Сите имаат еднакви права и на сите треба да им се даде неопходната поддршка и да им се овозможат еднакви можности. Одговорноста за децата е на целата заедница. Светото станува на нив и представува предизвик да ги научиме да ги спознаат вистинските вредности во животот и да им дадеме сила да истраат и да успеат во овој свет. Беше речено на манифестацијата што во повод приемот на децата во детската организација се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Правачињата ги научија своите права, а ја дадоа и заклетвата со која се обврзаа дека ќе учат вредно и ќе бидат добри и послушни ученици. Традиционално секоја година првата недела е посветена на детето и со свечената заклетва која што ја даваат првачињата, тие се вклучуваат во најмасовната организација. Оваа година имаме 345 нови првачиња, нови членови и јас им посакувам да имаат убаво детство, да имаат среќа и да ги почитуваат оние обврски кои што им ги даваат и родителите во семејството и наставниците во образованието. Нека има се среќа. Повозрастните другарчиња, учениците од основните кочански училишта, за нив подготвија приредба, а возрастните ветија дека ќе ги почитуваат правата на децата, затоа што само на тој начин може да се очекуваат здрави и среќни деца. Инаку, оваа активност беше дел од неделата на детето, што традиционално се прославува секоја прва недела од октомври.
Светската недела на детето одбележана и во општина Чешиново Облешево. Децата од градинките и превачињата беа на прием кај градоначалникот Костадин Личков. По повод последниот ден од одбележувањето на Светската недела на детето, беше организиран прием за дечињата од градинките и превачињата кај градоначалникот Костадин Личков и председателот на Советот Тина Петрова. Првата недела во месецот е детска недела, а првиот ден е Светски ден на детето и по тој повод детските градинки, Звездички и Кокиче, како и превачињата од Климент Охридски, беа во посета кај градоначалникот. При посетата на општината Чешиново Облешево, децата одблиску се запознаа со начинот на кој функционира локалната самоуправа. Децата се интересираа за работните уврски на градоначалникот, колку трае работното време на вработените во општината и поставија и други интересни прашања. Градоначалникот се обрати до децата посакувајќи им успешни училишни и безгрешни детски денови, упатувајќи им порака слободното време да го поминуваат во дружење, спортување и учење, бидејќи моќта е во знаењето. Им порача да ги сакаат своите родители, семејството и да ги почитуваат најблиските. Така родителите и самата општина ќе бидат горди на нив. Нов трговски објект Викендов ќе прошири продажната мрежа на компанија Моневи од Кочани. Се работи за простор во населбата Стришани, за кој се најавува дека ќе нуди прехрамбени и други артикли по најниски цени во градот, како и голем број поволности и изненадувања за потрошувачите. Компанија Моневи ја збогатува понудата на пазарот со отворање на уште еден продажен маркет од својата трговска мрежа во Кочани. Викендов во населбата Стришани започнува со работа современо уреден и богато снабден трговски дуќан од брендот ТСВ Маркети. Според информациите од кочанската компанија, се работи за прв продажен објект во Кочани на една од најголемите продажни мрежи на Балканот, која во соседните земји веќе има над 2000 маркети, а во Македонија 30, од кои поголемиот дел во Скопје. Свеченото започнување со работа на објектот на ТСВ Маркети во Стришани се најавува за сабота 8 октомври, при што потрошувачите ќе имаат можност по најниски цени во градот да се снабдат со квалитетни прехрамбени и други артикли од домашно и од увозно производство. Како дополнителна поволност се најавуваат голем број попусти за граѓаните кои ќе пазаруваат во овој маркет. За почеток, сите купувачи кои ќе направат сметка од над 100 денари ќе добијат гратис леп или млеко по избор. За наредниот период во најава се организирањето наградни игри и други интересни изненадувања за потрошувачите. Следуваат информациите од спортот. Викендов продолжуваат надпреварите во фудбалските првенства на првата лига за жени и третата лига Исток, при што фудбалерите ќе играат дома, а фудбалерките гостуваат. Исто така започнува и првенството во првата пинг-понгарска лига, во која кочанските пинг-понгари ќе играат дома со Мултитекст. В сабота ќе се одигра четвртото коло од првенството во првата фудбалска лига за жени. Фудбалерките на ЖФК Кочани претпладне гостуваат во Струга на екипата на АС Юнајтед. По двонеделната пауза, ова ќе биде тежок меч за кочанскиот тим, со оглед што стружанки во ова првенство, слично како и минатата година, играат добро и не дозволуваат изненадувања од своите противници. Во моментот двете екипи се изедначени, односно со по 3 освоени бодови го делат четвртото и петото место на табелата. Истиот ден попладне се играат и надпреварите од шестото коло во третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово се домакини на средбата со екипата на Василево од истоименото Струмичко село. По минатонеделната победа против Рудар во Пробиштип, што во низа беше второ освојување на бодовите за жолтосините, сега тие ќе имаат мотив повеќе за добра игра и извлекување поволен резултат. Виничка Слога 1934 пак гостува на жешкиот терен во Свети Николе, каде ќе има тешка задача да се спротивстави на добрата екипа на Овчеполе, која во ова првенство е во врвот на табелата. По минатонеделната неодиграна средба во Конче, кога домакините не истрачаа на теренот, гостувањето во Свети Николе за виничани ќе биде предизвик да се извлече што поповолен резултат.
В недела треба да стартува и новото првенство во првата пинг-понгарска лига на Македонија, која требаше да започне минатата недела. Во договор на екипите и пинг-понгарската федерација беше донесена одлука за одложување на одигрувањето на првото коло поради следување на одредени технички прашања. Инаку, според распоредот, пинг-понгарите накочени на домашен терен треба да се сретнат со екипата на Multitex ТБТ од Битола, која е еден од посилните противници во лигата. Во првата пинг-понгарска лига оваа сезона ќе учествуваат 8 клубови, од кои половина се надпреваруваа и во минатогодишното првенство. Толку во вестите, екипата на Канал 8 ви посакува пријатен викенд. Довидување.